Еднаш одамна, мокниците ја решија нетрпеливоста кон актерите на комедија дел'арте, така што ги избркаа од земјата. Денес, актерите и театарските трупи со тешкотија наоѓаат јавни сцени, театри и публика, се поради кризата. На владетелите поради тоа веќе не им представува проблем контролата над оние кои се изразуваат преку иронија и сарказам, бидејќи веќе нема место за актерите, ниту пак има публика на која тие ќе се обраќаат. За време на Ренесансата, напротив, мокниците во Италија требале да се намачат за да ги зауздаат комедијантите, бидејќи тие уживале голема публика. Познато е дека големиот екзодус на актерите од комедија дел'арте се случил во векот на контрареформацијата, која наложи растурање на сите театарски простори, особено во Рим, каде беа обвинети за навреда на Светиот град. Во 1697 папата Инокентеј 12, под притисок на поконзервативното крило на буржоазијата и поважните представници на свештенството, нареди да се сруши театарот Тординона, кој според моралистите предничал во поставувањето на вулгарни представи. Во времето на контрареформацијата, кардиналот Карло Боромео, кој бил активен во Северна Италија, се посветил на искупување на децата на Милано, поставувајќи јасна граница помеѓу уметноста како највисока форма на духовна наобразба и театарот, манифестација на безобразие и суета. Во писмо упатено до неговите соработници, кое го цитирам од глава, тој го вели горе-долу следново. Насочени кон искоренувањето на коровот на злото, дадовме се од себе за да ги запалиме текстовите полни со озлогласени говори, да ги збришеме од сеќавањето на луѓето, а истовремено и да ги прогониме оние кои печатат и шират такви текстови. Меѓутоа, очигледно е дека додека сме спиеле, ѓаволот работел на нова итроштина. Колку подлабоко продира во душата она што очите ќе го видат, отколку прочитаното во книгите. Колку поразорно дејство имаат врз мозоците на адолесцентите и младите девојки кажани од збори со одветниот гест, отколку мртвата буква испечатена во книгите. Оттаму е итноста да ги ослободиме градовите од творците на театарот, исто како што се ослободуваме од несаканите души. Така, единствено решение на кризата лежи во надежта дека ќе се организира голем прогон против нас, а особено против младите кои сакаат да ја научат уметноста на театарот. Нова диаспора на комедијанти, на театарски творци, кои од оваа подреденост несомнено би извлекле незамисливи придобивки во име на новото представување.